Наредниве 40 на минути со нова тема која што е подеднакво актуелна и за која треба да говориме гласно, бидејќи се почести се злоупотребите. Од телефонски повик до измама за пари. Се поголем број на граѓани со лажни приказни кои ги добиваат на телефонската слушалка за сообраќајни незгоди на своите најмили се жртви на сериозни измами. А од Куманово информациите велат дека досега од повозрастните граѓани на ваков начин преку вакви измами се извлечени од луѓето, односно одземени околу 30.000 евра. Колешката Елена Георгиевска ја вклучуваме и со неа ја отвораме оваа тема која што ќе ни биде во фокусот следниве 40 на минути во Македонија на утро. Елена, добро утро. Токму така, добро утро. Повтор пат од Куманово. Повозрастни кумановци се уште мета на измамници, одземени над 30.000 евра. Продолжуваат всушност телефонските измами за наводни сообраќајни незгоди. Им се јавуваат на граѓаните, ги информираат дека наводно нивни блиски прегазиле дете мигранти, дека одредена поголема сума на пари е неопходна за да се спречи кривична постапка. Приказната е иста за сега за сите случаи. Во првиот случај повозрасен кумановец бил измамен за 100.000 денари, Кумановка пак останала без 2.500 евра. Истиот ден полицијата добила уште една пријава за обид за измама од 74 годишен граѓанин. Во последниот случај пак мајка дала 30.000 евра. По телефонскиот разговор со блиските сватиле дека се измамени, меѓутоа од она што имавме можност да го слушнеме изминатиот период во Куманово, уште позначаен е бројот на обидите за вакви измами, меѓутоа истите случаи не се пријавени во полицијата. Оттаму пак апелираат граѓаните да бидат предпазливи и сите сомнителни случаи да ги пријавуваат, преземаат мерки и активности за пронаоѓање и санкционирање на сторителите. На оваа тема разговаравме и со портпаролката на секторот за внатрешни работи овде во Куманово, па предлагам доколку е подготвен дел од незината изјава да го слушнеме всушност во продолжение. Особено повозрастните лица, кога непознати лица им се јавуваат да не наседнуваат на измами, во кои лажно се нудат услуги и сите сомнителни случаи да ги пријават на бесплатниот телефонски број 192. За сега мета на ваквите измами се само повозрастни граѓани, кумановци со кои што всушност поразговаравме на оваа тема, велат дека веќе слушнале за самите измами. Предлагам овде да ја погледнеме и анкетата. Повозрастни кумановци преку телефон добиле повик дека нивните блиски учествувале во некоја незгода, па дале одредена сума на пари. Има. Често пута ги има тие, прави се тие работи. Пазду се. Често пута на телефон поруке не отварам. Нема потребе. Ако имам потребе, дојдо си туја. Питам си у банку што ми треба да се заврши работа. Ја нити сам излажаја некога, нити може да ме излаже некој. А сте слушнале за вакви измами? Има тој, па кој е будала нека плаќа. Луѓето некои може да паднат по такви влијание, по такви лажни информации и плаќаат. Ваквите измами не се нови. Лани секторот за внатрешни работи Куманово регистрирал 2 измами поврзани со наводни сообраќајни незгоди, во кои што исто така се барале пари од повозрастни граѓани. Инаку токму поради самиот настан, бидејќи повторно е актуелен деновиве, и полициските службеници од одсекот за превенција при СВР Куманово делеа флаери на градскиот плоштад, со кој што всушност ги информира граѓаните да не наседнуваат на истите и да не даваат пари, одредени пари на сума всушност и да истите случаи да ги пријават во секторот за внатрешни работи Куманово. Студио. Елена, благодариме. 8 часот и 16 минути. Тоа беа податоците од Куманово, но Куманово не е исклучок. Станува збор за измама која што за жал е проширена на територијата на целата држава. Како доаѓаат до нашите податоци, како толку лесно ги одземаат нашите податоци и пари меѓу другото, и како да се заштитиме, го прашуваме следниот соговорник кој го имаме на Skype. Велиме добро утро за експертот за сајбер безбедност Божидар Спировски. Божидар, имаме уште една актуелна тема. Не поминаа 2 недели од последниот
последната злоупотреба на интернет, но сега добиваме малку поинакви закани кои што навистина ги вознемируваат граѓаните. Она што ме интересира, кој е принципот на работа на овие криминални групи? Како доаѓаат до нашите податоци, како знаат информации за нашите семејства и како толку лесно доаѓаат до нашите пари? Најпрво добро утро, благодарам за поканата. Ќе речам прво дека ова е една класичен криминал, нема многу во него дел на сајбер безбедност. Јас ќе се фокусирам на информациите и на темата на социјален инженеринг, за другото ќе треба повеќе да зборувам можеби представник од полиција и од јавно обвинителство. Но, да се вратиме на тоа податоците. Ги споменавте Куманово, слушнав и Битола дека е моментално еден од градовите каде се случуваат овие настани. Се работи за помали градови, релативно помали градови, каде што луѓето подобро се познаваат меѓу себе. Така да најпрво лесно е да се стаса до луѓе во кога ги знаете луѓето околу вас. Дали нешто има тука многу врзано со компјутери, искрен ќе бидам, многу малку. Податоците кои ги влечат за делумно за оваа измама се влечени најчесто од Facebook. Луѓето кои што се споделиле кои имаат деца, родители и така натака. Тука некаде завршува делот на IT, односно на компјутерската измама. Остатокот е една класична измама во која што некој се јавува со социјален инженеринг, предизвикува со техники на психолошки притисок, предизвикува страф и грижа кај луѓето затоа што вашето дете е на некој начин загрозено, каков родител си ти, патили си мајка, патили си татко и така натака, такви зборови се користат за да се исплаши човекот и треба да се плати. Тоа е една класична измама, остатокот буквално може да го направи, за жал, денеска било кој што ќе го најде телефонскиот број. А прашањето како ги наоѓаат телефонските броеви, луѓе во Македонија сме, во Македонија секој од нас е преку 2 телефонски броја најмногу може да најде било кој друг во оваа држава. Така да не е тешко оној момент кога ќе се изберат потенцијалните мети да се најдат нивните телефонски броеви. Бошидар, што е тоа што не прави лесна мета? Кога слушаме за вакви измами, тоа што прво нели си го велиме дека нема шанси да потпаднеме на ваков тип на манипулација, но и со вас лично на оваа тема имаме зборувано и многу одамна во Македонија наутро, но ако можеме да заклучиме според досегашните искуства на граѓаните, не само што се уште се одвиваат вакви измами, туку се поголем број на граѓани се жртви. Апсолутно се, затоа што криминалците видоа дека има бизнис, има пари во ова и сега зошто да не се обидат тоа да го направат. Зошто лесно потпаѓаме, се работи од она што го чув од вестите и она што го следам по интернет. Најчеста мета на овие напади се повозрасни луѓе, луѓе кои што едноставно самата возраст ги прави помалку можат да реагираат превентивно на ваков повик. Многу е моќен психолошкиот притисок на родител дете. Твоето дете или твојот близок за кој што без разлика колку години имаме, ние ќе се грижиме како да се деца за нив. И едноставно се случува тој огромен притисок и криминалците верувам дека многу добро си ја знаат работата да го создадат и да не го олабават тој притисок. Хитно е, мора сега да реагираш, твоето дете е во опасност, па ти ли не можеш ова да го направиш, па направи се што можеш за тоа дете и така натака. Тоа се повторува. Во позадина има звуци, се плаче, се вика помош и така натака. Дури може да дојде до ситуација да некој го имперсонира детето на жртвата. Леле, мамо, јас сум, ама многу не ми е добро, затоа не ме слушаш правилно, ама јас сум, помогни ми и така натака. Сите овие техники се користат за да се создаде тоа ниво на страф кој што ќе предизвика брза реакција. Понатака, буквално е автоматска одлуката. Мора да му помогнем сега, ајде брзо, хитно е и се случува да ги украдат парите. Како ги крадат парите, колку што следам, праќаат такси. Или некако остави ги некаде парите, нема физички контакт со криминалецот никаде. Тука би сакал да додадам еден момент за кој што јас не сум стручен да зборувам и ќе замолам ако можете да разговарате со социолог, или со политиколог можеби, зошто воопшто во ова општество имаме луѓе кои што веруваат дека некој ќе му се јави и отворено ќе му побара корупција. Ова не е работа која што можем јас да анализирам и јас се прашувам
како дојдовме во ситуација каде што возрастните луѓе воопшто ќе поверуваат во едно друго општество, би рекол, во секое општество, првата реакција на ваков повик е лажеш. Јас ќе се јавам во полиција. Ти не си полицаец. И во контекст на ова што го кажавте, има ли начин во тој прв миг како да провериме дека станува збор за измама, како да си потврдиме на себе си дали повикот е измама или не? Прво ќе почнем од истите правила кои што стално ги кажувам. Ако е неочекуван повикот, најчесто е измама. Зошто јас го добивам овој повик е првото прашање што треба да си го поставите. Ако вашиот близок бил во несреќа, првиот повик ќе биде од болница. Дојди, види го. Нема да биде, знаеш, ти треба да дадеш пари за некој да остане надвор од затвор. Тој повик не се дава, не се случува. Прва работа. Втора работа, останете смирени. Криминалецот ќе има цел да ве направи што е можно поуспаничени, поисплашени, ќе фрла информации, ќе дава закани, ќе ве предизвикува на секој можен начин да донесете брза одлука, да не ви даде време да мислите. Останете смирени, не давајте никаква информација. Значи, може да дојде и многу е често ситуацијата како се вика детето, како се вика син ти. Одговарате импулсивно. Не давате информација, бидејќи тие луѓе на другата страна можеби ги немаат сите информации. Секој пат мирно, кој е на телефон, кое е вашето име и презиме, чекајте да запишам, полека. Никој пат не волонтирајте информација, не давајте ни каде живеете, ни каде живее детето, ни ништо. Едноставно, ако имаш ти да ми кажеш нешто, кажи ми. Ако немаш да ми кажеш нешто, слушај ме што те прашувам. Поставувајте многу специфични прашања. Кажете им дека ќе се јавите вие повторно, јавете се секако во полиција, па после јавете се назад. И многу важно, немојте да дозволите да ви го контролираат разговорот. Добро, што треба да направам, дури да ви бараат нешто, ќе ти се јавам. Спуштете слушалка, контактирајте со, веднаш потоа, контактирајте со ваши блиски. Немојте да претпоставите дека тоа што ви го кажале по телефон е точно. Немојте да се јавите назад на истиот број веднаш. Јавете се кај сите други што ги знаете, што може да го знаат вашето дете, вашите блиски. Дали е тука, дали е покрај вас, дали сте го виделе, дали му се случува вакво нешто, дали е таму каде што рекле дека се случила несреќата. Во 99% од случаите ќе биде не бе тука, еве го покрај нас. Или некоја таква ситуација. Сега го видов, оди на пазар, можеби. Ништо од ова, сето ова ќе ви помогне да едноставно ја контролирате ситуацијата во случај во кој што криминалецот се обидува да ве направи, да ве однесе надвор од контрола, да ве исплаши. Последна работа, ако ви се јави некој што вели јас сум твоето дете, ама гласот ми е поинаков, исплашен сум што и да е, прашајте го нешто што класично. Прашајте го нешто што би требало само тој да знае. Кој ти беше името на првата учителка во основна? Сите деца го знаат тоа. Никој надвор од семејството нема да му биде гајле за тоа. Многу малку. Или нешто слично. Кодни зборови кои што ќе ви помогнат. Тоа е втората метода за заштита која ќе се случи повикот. Повеќе јас би предложил да работиме на превентива. Да, и затоа го договоривме меѓу другото овој разговор, да. Јас верувам дека и внимателно гледачите ги слушна и советите Божидар, бидејќи навистина кога ве слушнав и сега треба некој не само да не потсети, туку и вака добро да ни каже како може да се заштитиме, бидејќи ете јас не сум се сетил на пример како се вика првата учителка во основно. Божидар, можеби со ова се потсетуваме на она основно правило кое што не учеа родителите кога бивме мали, не разговарам со непознати. Можеби е добро тоа да го примениме и на првиот повик кога ќе го добиеме од ваков број. Тоа е тоа. Тоа е тоа, нели? Да. Благодариме за гостувањето во Македонија на утро. 8 часот 25 минути. Божидар Спировски, експерт за сајбер безбедност, со свој осврт на оваа тема, но и со добри совети како во иднина да се заштитите од овие измами. Колегата Мартин. Да, колегата Мартин го имаме. Да видиме какви податоци собра тој од граѓаните, какви податоци имаме од Министерството за внатрешни работи, имаме ли пријави, колку и точно за какви измами. Мартин, и што велат граѓаните на оваа тема, ги прашавме во текот на вчерашниот ден. Запознати ли се во Скопје оние кои што ги сретнавме со ваков тип на телефонски повици?
Добро утро, колеги. Финансиските измами речиси стана секојдневна вест, особено кај граѓаните кои што се на повозрастна категорија на граѓани, особено се случуваат на интернет, но исто така чести се измамите и преку телефон, освен на социјалните мрежи, така што голем број на граѓани останале без значителни суми на парични средства, наседнувајќи на ваквите измами, а сведоци бевме изминатиот период само во почетокот на 2025 година, кога неколку наши сограѓани остана со со минус 30.000 евра и повеќе измамени од страна на вакви измамници. Најчесто она што го прават измамниците се јавуваат на овие жртви, им кажуваат дека некој нивни близок имал собраќај на незгода, дека треба да платат одредена сума, но често и се случуваат измами од типот на тоа дека имаат некаков вид на наследство и за да го добијат тоа наследство треба да испратат одредена сума на пари. Ги прашавме граѓаните дали биле некогаш жртви на вакви измами, дали знаат каде треба да се обратат во случај доколку имаат обид за измама или биле измамени, па во продолжение предлагам да ги чуеме нивните одговори. За сега не наседнувам на такви. Доволно сум возрастен да знам што треба да направам и како треба да направам. Никогаш не бев, а дури не сум ни од Македонија, тука само сум привремено, така да никогаш не бев измамен. Не сум. Не. Не, никогаш. Некој да ви барал пари податоци? Па пари им се случува така на мејл да пратат за пари, ама тоа да се познава дека, знаеш, се гледа дека е лажно. Да, дека е лажно се познава. Каде би пријавиле? Па во полиција одмор. Полиција би пријавила. Па веројатно во полиција. Па претпоставувам некој МВР, високотехнолошки криминал или така нешто. Доколку има, претпоставувам дека е тоа адрес. Во полиција, каде на друго место, а инаку јас не комуницирам со такви фирми ово, но исклучува ради тоа што имам пријателки кои кажуваат дека кога купувале, па после тоа им снемувало пари и така на картички. Али мислам дека треба тоа у полиција да се пријави. Полицијата е со полни раце работа од пријави од граѓани, дел од оние што биле на работа да бидат измамени, но и такви што веќе биле измамени од некои измамници, дали на интернет, дали преку телефон. Инаку испративме прашање до Министерството за внатрешни работи колку случаи имале на пријави за онлайн измами во 2024 година, но до овој момент одговори се уште немаме добиено, но сепак според полициските извештаи од полицијата, дел од измамниците од државата се веќе зад решетки, но оние што се од странство е малку потешко да пристапот да се стигне до нив. Од МВР повикуваат на внимателност и да не се преземаат брзи чекори од кои подоцна некој ќе профитира. За да се спречат ваквите појави, прво што треба да сторите е да се јавите во полиција. Впрочем, и го видовме тоа и од одговорите на граѓаните. Инаку фишингот или онлайн измамите постојат низ целиот свет. Измамниците најчесто го прават преку електронски пошти или пораки кои наликуваат на постоечки веродостојни институции и фирми, а само со неколку кликови тие можат да добијат пристап до корисничките имиња, лозинки и податоци од кредитните картички. Поради тоа треба да бидеме особено внимателни со кого и каде споделуваме лични податоци. Колеги? Мартин, благодариме за овие податоци. Секако во меѓувреме, ако добиеме и официјална статистика и бројки од Министерството за внатрешни работи, после упатеното твое прашање до таму, ќе направиме повторно на оваа тема линковско вклучување и разговор, за да ги презентираме и бројките официјални. Ти благодариме.
Токму така останува дотогаш предупредувањето не разговараме со непознати. Лоши искуства и неколку битолчани имаат на оваа тема изминативе денови, но за тоа детали дава Александра. Александра, добро утро. Доколку те имаме во живо од Битола, разговара со Сања Стаматова, потпарол на СВР Битола. Повели. Така е, Ване, добро утро повтор пат. И во Битола се забележани зголемен број на активности на измама од страна на преку социјалните мрежи, од страна на, како што велат, финансиски советници. Податоците говорат дека во делот на наследство и финансиски советници во изминатата 2024 биле регистрирани 5 пријави, додека од почетокот на оваа година само во јануари досега има 3 пријави, 3 случаи. За што конкретно станува збор и какви мерки превзема СВР Битола, ќе поразговараме со портпаролката Сања Стаматова. Добро утро, Сања. Добро утро, Александра. Најнапред да ви се заблагодарам за поканата да учествувам во вашата утринска емисија. Ние како сектор за внатрешни работи Битола, можам да кажам дека опфаќаме најголема територијална распространетост за разлика од останатите други сектори на подрачјето на Министерството за внатрешни работи и сакам да кажам дека одсекот за компјутерски криминал при секторот за внатрешни работи Битола во последниот период детектира појава на зачестена измама од страна на граѓани. Значи, пријавите од граѓаните тоа го говорат. Секторот за компјутерски криминал ја детектира таа појава, односно тоа се измамници кои што најчесто преку социјалните мрежи се представуваат како финансиски советници и нудат најразлични услуги при посредување за добивање на наследство од друга држава. И исто така нудат услуги за други посредувања. Тука можам да ги спомнам и фишинг измамите, кои што најчесто се вршат преку некој лажен телефонски број или креиран мејл кој што изгледа навистина реално. Со сето тоа, значи, граѓаните ги доведуваат да кликнат на самиот линк кој што им го праќаат и понатаму веќе следуваат внес на нивни лични податоци, банкарски сметки и понатаму продолжува измамата, значи се со цел да одземат дел од паричните средства на граѓаните. Ние како сектор за внатрешни работи Битола, на подрачјето на Битола, значи да зборуваме конкретно за Битола, минатата 2024 година забележавме пријави од страна на 5 граѓани, кои што имаат значи, материјална штета, оштетени се со 10.000 евра, 15.000 евра, значи паднале во замката на измамниците, а додека оваа година, значи месец јануари, еве почетокот на февруари, бројот на пријави од граѓани ни е 3. Последниот случај, значи тоа е случај со повозрасна господја од Битолско село, каде што е измамена во повеќе наврати, вкупно значи оштетена со околу 35.000 евра. Ние како сектор за внатрешни работи Битола сакаме да упатиме посебен апел, значи особено до повозрасната група на граѓани, да внимаваат, да бидат исклучително внимателни при комуникација со непознати лица, да не отвараат и да не наседнуваат на пораки на мобилен телефон, каде што, како што кажав, да се следи некој линк, каде што ќе му бараат внес на лични податоци и банкарски сметки. Тука ќе ја кажам и ќе ја пофалам активноста на одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Битола, бидејќи во континуитет во минатото превземаме низа на превентивни мерки, се со цел да допреме до секој граѓанин, значи почнувајќи од најмалите со едукативни работилници и предавања во основните и средните училишта, потоа тука како целна група ќе ги споменам и пензионерите, разни пензионерски здруженија, значи одржуваме состаноци, им кажуваме, им упатуваме апел да бидат исклучително внимателни. Дали со овие измами, со компјутерски измами на социјалните мрежи се опфатени повозрасната категорија на луѓе? Мислам, наседнуваат на замката. Најчесто да, меѓутоа нашите евиденции говорат дека и помладите може да паднат во замката на измамниците. Така, освен вакви пријави за вакви измами, какви други пријави за какви прекршоци најчесто има во овој сектор? Секторот за внатрешни работи Битола, ете можам со гордост да се пофалам дека во последниот изминатиот период, значи бележиме намален број на извршени тешки кражби, разбојништва, сето тоа се должи на низата превземени мерки и активности од страна на
полициските службеници од секторот за внатрешни работи Битола, а како најчести пријави од страна на граѓаните, ете ќе ги спомнам, физичките напади, значи тука вклучени малолетници, малолетни лица, каснати од кучиња, граѓани каснати од кучиња, значи тоа не се однесува само на Битола, туку и на целото подрачје на секторот за внатрешни работи Битола. Други пријави, можам да кажам дека кражбите, како што реков, се намалени, разбојништва скоро и да немаме и сето тоа што го имавме експресно реализирано од страна на полициските службеници. Многу е важно ваквите апели по медиумите да се опетуваат што почесто, за да може да се превенира. Еве во случајот што го кажавте со возрастната жена која што беше измамена за околу 35.000 евра, таа побарала од својот син да доплати уште пари и не достигале. Благодарение на апелот кој што го упативме пред извесен период, значи, ете стигнал апелот до и помладите, и повозрастните, и мислам дека со тоа спречивме да се изврши трансфер на уште поголема сума на пари. Се надевам дека во иднина граѓаните ќе бидат навистина исклучително внимателни во комуникација со непознати лица. Ви благодарам. Како што можевме да заклучиме од разговорот, бројката од 5 пријави во изминатата цела година, а 3 пријави само за еден месец од оваа година, навестува дека граѓаните треба да бидат особено внимателни, да не контактираат со непознати за секој ваков случај, како што кажа и портпаролката Стаматова, да го пријават во неблиската полициска станица и да се надеваме дека мал ќе биде бројот или речиси ќе нема граѓани кои што ќе наседнат на ваквите финансиски советници, да ги наречеме во иднина. Студио. Александр, благодариме за линковското вклучување. Останува уште еднаш, откако ги слушнавме и повеќето страни, да упатиме апел до граѓаните на поголема внимателност и секако ние остануваме да ја следиме оваа тема.